почитувана министерке, почитуван заменик министер, почитувана председателке на Совет, почитувани останати присутни представници на медиумите. Најпрво сакам да ви посакам топло добре дојде на сите вас и секако успех во делот на ова дебата која што денеска ја отворате во Куманово, воедно и едно извинување за моето доцнење. Тргнавме со кабинетот пеш од општината до тука на 200 метри, има многу барања од граѓаните и се задржавме. Ова е многу битна тема за Република Северна Македонија и секако за општина Куманово. Јас сум горд што имам и добив можност да го водам и да го представувам овој град, бидејќи ако направиме една анализа, истиот ја отсликува нашата република во мало. Составот е идентичен на национално-етничко-религиската слика на Република Северна Македонија, токму тука, во една мала целина сместена некаде во бројка од 110 до 115.000 граѓани. И Куманово е гордо на тоа. Ние во континуитет сите овие предности ги користиме и ќе продолжиме да ги користиме како придобивка за создавање на едно здраво и зрело општество, кое што многу пати до сега во минатото покажа дека знае да ги препознае сите ризици и да самите граѓани го почувствуваат ризикот кој што може да дестабилизира во вакви ситуации, а тоа е меѓуетничката нетолеранција, непочитување и така натаму, и ги надминавме сите проблеми. Кога зборувам за посериозни проблеми, зборувам за проблемите во 2001 година, зборувам за случајот 2015 година, 9 и 10 мај, кога Куманово на вистина и во суштинска смисла на зборот се потврди дека е зрело на овој план да се надоградува и тоа е искуство да го споделува со останатите. Еве, јас на вистина сум горд на своите граѓани, бидејќи одважно се одважија во тие моменти и рекоа не сакаме да бидеме составен дел на политиката, не сакаме да бидеме составен дел на предмет на манипулацијата. Едноставно јасно ни е што се случува во Куманово, не дозволуваме да ни се дестабилизира градот, бидејќи ова е град во кој што има и џамии и цркви. Град во кој што има и протестантски, но и позиции за католички храмови и сите се добре дојдени. Град во кој што покрај македонците, како најбројни како етничка заедница, значи живеат и албанците, и ромите, и србите, и власите, и бошњаците, и хрватската заедница е значи во експанзија, имаме представници на бугарите, така да отворени сме за сите. Куманово е еден мал космополитски град кој што сакаме да се шири и да се развива. И како го постигнавме тоа? Го постигнавме со взаемно почитување и уважување, со комуникација, голема меѓуетничка толеранција, а не можам да кажам дека секогаш било идеално. Ако се вратам на 80-тите, па доцните 80-ти години, кога имаше протести за барање на одредени права на етничките, помалите етнички заедници, па целиот оној период на транзиција, можам да се пофалам дека политичките елити пред нас кои што управуваат со овој град, добро се однесуваа на тој план и го негуваа тој соживот. Ние имаме случаи да денеска во Куманово еден ден се одржува еден настан, подржан од страна на локалната самоуправа и локалната заедница за организација на ифтарска вечера, додека другиот ден да имаме организација за држење на литургија или свечена литија, представувана преку христијанската заедница, без никаков проблем. И ќе продолжиме на тој план
да се надоградуваме. Сметам дека можеме овие наши искуства од Куманово да ги споделиме и со останатите. И на Македонија е повеќе од потребна една ваква национална стратегија. Сметам дека денеска имаме како паналисти многу сериозни представници, не само од екзекутивата, извршната власт, туку и луѓе кои што и на полето на науката, на оваа поле дале многу. Воедно ги поздравувам, на сите вас ви посакувам уште една што најтопло добре дојде, да се чувствувате во Куманово како дома и да се заблагодарам што ни избравте токму нас да денеска бидете тука. Посакувам успешна, плодна дискусија која што ќе резултира со конкретни заклучоци кои што ќе можат да се имплементираат како составен дел на оваа национална програма и воедно да апелирам до невладиниот сектор, особено до младите луѓе, од реалниот сектор да се вклучат што помасовно во овој проект на владата, бидејќи е повеќе од потребен. Имплементираме различни проекти, заедно некогаш се поддржани од страна на локалната власт, некогаш од странските фактори, се со единствена цел да ги споиме младите луѓе, а јас овде ќе обзнанам еден од главните проекти на општина Куманово во иднина, во делот на реалниот развој на соживотот на национален план е суштината и целта да изградиме една мултиетничка градинка со поголем капацитет, да ги споиме децата од најмали нозе, како би можеле тоа да го негуваме на подолгорочен период и да израснеме една современа генерација на млади луѓе која што нема да биде оптеретена со стереотипи. Тука се представниците од владата, им ја фрлам ракавицата, па заедно да го реализираме овој проект кој што е исклучително скап за буџетот на општина Куманово. Ви благодарам. Најнапред да ги поздравам сите присутни и воедно да се заблагодарам што имам навистина оваква прилика да дискутираме со граѓанскиот сектор, за кој што сметам дека е многу здраво, особено во градење на ваква стратегија, односно ваков проект, кој што ќе го цитирам и градоначалникот го нарече повеќе од потребен. Исто така би сакала да, може би ова не е толку значајно, но сепак сакам да ги поздравам моите кумановци и тие што не се од Куманово. Причината што се пријавив тука е токму една од причините, сакав во својот роден крај да партиципирам во една ваква многу важна дискусија и едновремено поддржувајќи го проектот кој што сега го најави градоначалникот. Оваа стратегија, рековме, повеќе потребна е секако од сите приоритети што ги имаме. Таа се темели на еднаквост и недискриминација. Недискриминацијата секако фокусот во стратегијата, кој што се уште е нацрт документ, ги покрива ги приоритизира човековите права, демократијата, владењето на правото, взаемната почит, меѓусебната взаемна почит, секако и родовата еднаквост и сите наши стремежи со овој документ, а секако после и со неговата имплементација е да успееме во градење на едно функционално општество еднакво за сите. Значи, со оваа стратегија очекуваме и нема да дозволиме на политичката сцена да се враќаат сите оние поделби кои што ги прават помеѓу луѓето конфликтите, односно, да скратам, еве да се изразам символички, да нема поделби на наши и ваши. Инаку целта на овој интеркултурализам е да се овозможи развивање на едно кохезивно граѓанско општество и токму структурата на денешните учесници очекуваме и сигурни сме ќе даде огромен инпут за подобрување на овој документ до негова конечна реализација, колку што знам дека тоа треба да се верифицира и во собранието на Република Северна Македонија. Значи, на тој начин, воспоставувајќи една интеракција, диалог, стремеш кон заеднички сили и да се дојде до една заедничка социјална кохезија.
Една од многу важните компоненти во тој кохезивен фактор секако е економскиот развој. Социјално-економскиот развој да биде комплексен, без никакви дискриминации, сметам дека рушењето на родовите бариери, односно ослободувањето на жената, односно еднаквоста во бизнисот помеѓу жените и мажите, дава еден уште поголем потенцијал кој што лежи скриен во женската популација. Сметам дека владата на Република Северна Македонија во своите програми, тие се во неколку сегменти, дали станува збор за во областа на руралниот развој, дали станува збор во планот за економски раст, дали станува во програмите на Министерството за економија. Значи има една широка лепеза на можности и потенцијал каде што жената може да се охрабри, да стане предприемач, да стане собственик на некоја компанија, на некоја фирма, на некоја услужна или во зависно во кој сектор ќе има интерес. Така што еве би само кратко сакала да информирам дека во мерките кои што се однесуваат на руралниот развој има предвидено во таа програма околу 180.000 денари кои што може да ги очекуваат жените кои во руралните средини се одважат да направат некоја собствена инвестиција. Понатаму во делот на планот за економски раст, кој што е поддржан и со законот за финансиска поддршка на инвестициите, не правиме никаква разлика, туку напротив, тоа може да представува еден одличен извор за финансирање на жените доколку имаат собствени фирми, па да си го подобрат и развијат својот бизнис или да се одважат да направат нов бизнис. Тоа покрива и поддржува изградба на нови фабрики, набавка на нови машини, за вработување на вработени, значи една широка лепеза на едно подобрување на воведување на нови технологии, на знаење, на истражување на нови пазари, за извоз. Тоа се мерки кои што државата е подготвена во својот буџет, има одвоено средства. Тие средства заеднички се некаде за 2019 година околу 66 милиони евра и ги поддржува овие инвестиции, а јас пак силно како жена ги охрабрувам жените за да покажеме дека сме сосема родови еднакви и да покажеме дека оној процент кој што се врти во статистиките кај нас во нашата држава, дека жени само 30% се предприемачи во вкупната бројка на предприемачи е многу низок. И затоа токму со оваа стратегија треба да ги направиме сите напори и од аспект на финансите, бидејќи тие се најважни за бизнисот, но и од аспект на, и тука го вклучувам, значи, од една страна државата, каде што може да ги посочи и поддржи да бидеме родови еднакви, а од друга страна и граѓанските организации кои што на своите начини организирано можат да помогнат во постигање на таа недискриминација. Исто така сметам дека со стратегијата за женското предприемаштво од 2019-2023 година, исто така таму има предвидено средства, околу 2,5 милиони евра денари се за 2019, кој што како една дополнителна можност, така да на тој начин можеме да преку таа кохезија да придонесеме во растот на економијата. Јас не би должела повеќе, би ќе останам тука до крај, па сум расположива за евентуални прашања. Поздрав до сите што се присутни, до градоначалникот, до колешката од владата, министерката, граѓански сектор, сите присутни, колеги од Министерството за образование, почитувани познати од Куманово. Јас често сум говорил во оваа сала и најчесто темата било образование, повторно образование, но од еден поинаков аспект. Ние пред многу години како држава и како општество тргнавме да учиме демократија, како сите земји во регионот, и за среќа демократијата може да се учи. Лекција по лекција, процес по процес. Учивме што е демократија, поделба на власта, човекови права,
правна држава, се она што е содржина на демократските процеси во европските земји. И тоа некако успевавме да го пребродиме, понекогаш полесно, понекогаш потешко, но ние како држава и општество се очувавме секогаш со предизвици кои навистина од нас бара многу енергија, многу трошење, многу напор за да изградиме нешто во кое ние подобро ќе живееме. Но има една област во која нема готови решенија. Областа на меѓуетничките односи, на различните култури, на односите меѓу културите. За жал немаше од каде да се учи. Секоја држава мора сама да си го најде патот, мора сама да се пронајде себе си, да ги испита сите процеси што се во државата, да преку сите сегменти во општеството најде начин да изгради односи во општеството кои ќе ни помогнат да заедно живееме, да заедно работиме, да направиме општество, општини, атмосфера, да може оваа демократија да ја подкрепиме. И тука е секако и економијата, која никогаш доволно нема од економија, од развој, од нови работни места, подобро платени работни места и така натаму и така натаму. И кога пред минатото лето во владата неколку луѓе ентузијасти седнавме да разговараме, да видиме, ние бидејќи нема од каде што да учиме, моравме сами, Маја се смее, поминавме многу месеци заедно со многу луѓе од тука што се Андријана, Маја и многу еден голем тим, немавме од каде да учиме, моравме сами да седнеме и да кажеме кои сме, што може да направиме. И ставивме многу зборчиња на маса, зборчињата беа. Тргнавме од зборчето едно општество или од овие два збора. Па ни заличи на граѓанско општество. Па свативме дека во овој круг ги имаме и граѓаните, и културите, и заедниците, и општествената кохезија. И стигнавме после многу месеци до еден концепт, до една работна верзија на еден стратешки документ кој можеби ни дава правец каде треба и што треба да работиме. И во овој момент, после многу месеци работа, многу ни е полесно, затоа што концептот за едно општество сега можеме да го кажеме на 10 различни начини. И во еден работен документ, ние на концептот за едно општество можеме да кажеме дека е едно општество за сите, ова е познато, дека ова се работи за комуникација и соработка меѓу заедниците, дека сакаме да изградиме поинтегрирано општество, дека сакаме да направиме заедница на сите и за сите, дека сакаме заедница на рамноправни граѓани, дека сакаме едно заедничко општество. И ова сето убаво звучи, се додека не дојдете до столбот или главната основа на ова што го правиме и до сложените задачи што понатаму ни предстоат. Што е едноставното во овој процес? Ние се сретнуваме со 3 зборчиња на П. Значи мора да работиме на прифаќање, на признавање и на почитување на сите што живееме во општество. И тоа звучи многу едноставно. Но, ако ги кажам предизвиците и задачите што треба да ги постигнеме или решиме во цел овој процес, кој засега ни е зацртан како еден стратешки документ, си дадовме задача 3 години да работиме на развој на концептот на општество и понатаму да отвориме пат кој навистина со сопствени сили, со оригинални идеи да направиме нешто добро за сите што живеат во оваа држава. Како да изградиме кохезивно граѓанско општество? Можеби една од потешките задачи. Како да ги помириме или да заедно се обидеме да направиме простор да екзистираат заеднички повеќе димензионални идентитети. Тука немаме во Македонија едноставни идентитети, имаме измешани идентитети. Градоначалникот зборуваше што све има во Куманово. Значи ние имаме работа со идентитети кои се не само што се сложени, туку и се повеќе димензионални. И од секоја индивидуа зависи како и колку и што ќе развива. Дали можеме конечно да зборуваме и да работиме на заеднички вредносен систем? Дали сме ние слични или сме толку различни да мораме само преку одредени лоши настани на секој 10 години да се преиспитуваме што сакаме? Дали имаме јавна култура? Дали ние разговараме, се слушаме и се договараме што сакаме заедно? Дали воопшто ни е познато зборчето заедништво? Ако ни е познато зборчето комуникација, знаеме што значи, комуницираме. Соработка, ајде па нешто и ќе соработуваме на било кое ниво. Но заедништво, што е заедништво? Дали е заедништво клучниот збор за концептот за едно општество? И конечно, дали ние
со едно вакво богатство што имаме на овие простори, во Куманово, во Скопје, во сите градови, дали ние воопшто го познаваме концептот на интеркултурни вештини и комуникација меѓу луѓе што припаѓаат на различни култури, различни јазици и различни религии. Значи се зафативме со задача што воопшто не е лесна, но задача на која ќе треба и градоначалниците, и владата, и граѓанскиот сектор, и сите да работиме во наредниот период, ако сакаме да имаме резултати. И конечно, би сакал да се задржам малку на образованието, затоа што и Куманово, и Струга, и Скопје многу добро знаат на нас што значи кога имате вакви проблеми во системот на образованието. Ние во област или кластерот на образованието со еден голем тим зацртавме 3 приоритети и на нив ќе работиме најсериозно што можеме. Првиот приоритет, нам ни треба многу поголема комуникација во системот на образование, а тоа се однесува во основното образование и во средното образование. Нас децата ни се изделија. Нас децата не ни комуницираат. Нашите деца немаат заеднички јазик на кој може да се разберат. Нашите деца не се познаваат едни со други. И тоа е, бога ми, случај во многу поголем дел од 50% од цело општество. Приоритетот комуникација ќе биде најсериозниот приоритет во цела програма, во сите цели што ги зацртавме, но и во акциониот план. Ќе мора да најдеме начин и во задолжителната настава, и вон планската настава што е редовна, вон часовите, но и на секој друг начин да најдеме начин да може да комуницираме многу повеќе. Втор приоритет и втора цел е како да ни текне како родители, како граѓани на општеството. Нашите деца зборат по 2 странски јазика, а не знаат ни по една реченица на јазик на една од заедниците што живеат во општеството. Тоа е срамота. Ние не успеавме за 20-30 години, да не се навраќам на периодот пред тоа, да научиме дека треба комшијата да го поздравиш со 1-2 реченици на неговиот јазик, како што се живеело тука пред 100 години. Како недозволиво е, имаме заедници и како македонец ја ќе зборувам, имаме ние заедници во Македонија, во општеството, кои се 3-лингвални, 4-лингвални, а некои од нас не сакат ни по 3 реченици да научат од еден друг јазик. Било кој, не зборуваме сега за никакви наредби, за никакви облигации, да имаш желба да научиш 5 реченици од јазикот на една друга заедница. И тоа е вториот приоритет и ќе најдеме начин тоа да го правиме. И третиот приоритет, како од оваа мултикултурна заедница или како од ова мултикултурно општество да направиме интеркултурна заедница. Да соработуваме, да се разбираме, да работиме заедно, затоа што во оној момент кога ние Македонија ќе погледнеме како интеркултурно општество, како интеркултурна средина, кога ќе почнеме да учиме за сите култури, вклучувајќи ги јазиците, затоа и можеби третиот приоритет ние мора да ја запознаеме интеркултурна Македонија. Ако не ја запознаеме, ако не научиме нешто повеќе за културите, ако и понатаму ги скокаме лекциите за другите во основното образование, а тоа бога ми многу често ни го правеа во изминатите години, особено професорите по историја, што е недозволиво, ако овие 3 приоритети се обидеме да помрднеме нешто, затоа што и без оваа стратегија, наша обврска, пред се јас тоа го чувствувам како навистина голема одговорност, како човек што припаѓа или што е дел од Министерството за образование. И без оваа стратегија, и со оваа стратегија, ние мораме да работиме на овие 3 приоритети, а оваа стратегија ќе ни помогне на едно повисоко ниво да работиме на комуникација, на учење на јазици, но и на запознавање и почитување на културите, на сите култури што екзистираат на овие простори. Затоа што немаме каде да одиме. Мора ние самите да направиме начин од нашата, еве да ја наречеме, една слаба точка општествена, да направиме предност. Затоа што борбата на оваа политичка гарнитура, успесите што ги доживавме на надворешен план, она што го направивме овие 2-3 години, навистина заслужува поддршка и од Европа, и од Америка, и од регионот, но нема далеку да стигнеме ако останеме само на вредноста. Нас не поврзуваат евроатлантските интеграции. Луѓе, тоа не е доволно, едноставно не е доволно. Ние мораме, сигурно дека имаме и сличности и разлики, но мора од оваа слабост да направиме предност. Мора да комуницираме повеќе. Да ги натераме и родителите, и наставниците, и општините, и сите ние да поработиме малку повеќе на поголема комуникација, да почнеме да учиме нешто за другите и бидејќи навистина
со толкаво богатство на јазици на овој простор, да не можеш ти 3 реченици да кажеш на друг јазик, е навистина жално. Еве, толку за сега, јас сум подготвен да зборувам и да одговарам и на прашања, но и да споделуваме коментари и ставови. Благодарам. Добар ден на сите. Драго ми е што сум во оваа сала. Често имаме прилика да говориме токму на други проекти, но во оваа насока. Насока колку сме различни, а колку се до тоа убаво изгледа и звучи. Мене ми е драго што како невладин сектор учествувавме и драго ми е што и тука гледам представници од невладиниот сектор со кои што долги години работиме на оваа тема и функционираме и интегрираме во нашето општество. Драго ми е што имавме прилика со наши инпути да влијаеме не толку како некои експерти кои доаѓаат од граѓанскиот сектор, туку што овој концепт доаѓа од сите нас поединечно. Секој од нас го живее општеството за сите и секој од нас знае во какво општество сака да живее. И драго ми е што некако така се движиме, почнавме со економијата, образованието, завршуваме со граѓанскиот сектор, затоа што не секогаш она што го слушаме медиумите дека младите се заминуваат заради економија, заради немање некоја перспектива, напротив голем број се заминуваат токму тоа што не знаат во каков концепт сакаат да живеат и во каков концепт сакаат да градат својата иднина. Сите разлики кои што се случуваат едноставно не гушат и не разделуваат, едноставно се борите со тоа, со своите желби, идеи и визии како сакате, во каква Македонија сакате да живеете. И повеќе во стратегијата се пријавив и како поединец и како член на невладин сектор затоа што сакав својот момент да го истакнам. Јас сум личност која има повеќе идентитети. Значи не е само еден идентитет, националниот, верскиот, образовниот, каде што живееме. Едноставно почувствував потреба дека секогаш морам да се борам за секој идентитет посебно. И тоа навистина секој граѓанин на оваа држава го умара дали треба да се борите за вашиот национален идентитет или за вашиот верски. Едноставно сакате да имате еднаков пристап и го живеете еднакво сите права и да го живеете сите права кои што ги има една граѓанска држава. Значи принципот на еднаквост е нешто што мене најмногу ме мотивира и сите припадници, мислам дека и сите што бевме во граѓанскиот сектор вклучени при еднаквоста за која што сите ние се бориме. И мислам дека со оваа стратегија ќе се биде еден добар столб, еден здрав столб, да имаме една држава каде што еднаквоста ќе биде базично со кое што ќе тргнуваме, да не мора да истакнуваме секој да се бори за својата заедница, напротив граѓанскиот концепт каде што сите подеднакво ќе градиме, ќе изградиме едно здраво и стабилно општество, мислам дека во стратегијата е многу добро интегрирано и се надам дека во своите насоки како ќе се развива понатаму ќе можеме да ги уживаме. Значи, она што е битно со стратегијата е треба да се изгради еден концепт на социјална еднаквост. Тоа е, мислам дека е најбитната клучи, мислам дека во другите дебати ќе бидат и вклучени и представници, гледаме дека има и доста големи измени во тој социјалниот сегмент, бидејќи посебно ние во својот граѓански активизам работиме со разни видови маргинализирани групи и знаеме со каква отфрленост тие се соочуваат, така да социјалниот момент, социјалната еднаквост, социјалната заштита за една голема група на граѓани во нашата држава е многу добра појдовна точка да функционираме. Националните, верските и културните разлики. Мислам, постојано зборуваме дека да се запознаеме, да се познаваме, да знаеме со кого живееме. Едноставно треба да ги уживаме и да бидеме горди на различностите кои што ги има во Македонија. Требавме да дојдеме сега во едно ниво каде што можевме на Европска унија да делиме лекции како да се функционира, како да се интегрира, како да функционира интеркултурализмот, но сега ние гугламе на интернет каде има слична ваква стратегија и да функционираме. Значи Македонија, мислам дека не може ретко кој народ може да ви каже кога дошол во Македонија, како функционира. Дури ние за себе не ни велиме кога сме дошле во Македонија, ние едноставно живееме тука, родени сме тука, функционираме тука и тука планираме да останеме. Ние со нашето живење тоа што можеме да го покажеме и дадеме на оваа стратегија живот, да ја докажеме на оваа стратегија инпутот како треба да има својата насока. Мислам дека секој поединец од вас и драго ми што имаме прилика и во Куманово да зборам каде што тука сме работеле со многу други видови маргинализирани групи. И јас мислам се гордеам и мислам дека сите од вие се гордеете од тоа што го имаме, кога идеме во јавност не да го прикажуваме својата култура која имаме, туку би било едно убаво општество каде што изборуваме за сите култури кои што функционираат во нашето општество подеднакво за сите. Јас си останувам понатаму отворен за дискусија, тука ќе завршам и сакувам успешна дискусија до крајот на денот.